Вечерва, заедно со пратениците од 4-та изборна единица, како и со председателот на Комисијата за земјоделие во Собранието, сме во посета на село Тимјаник, Неготинско, да поразговараме со лозарите. Имено во Собранието на Република Македонија, изминатите 3 дена се случуваше јавна расправа за состојбата во лозарството и откупот на грозјето. Таа јавна расправа беше иницирана од пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата на барање на лозарите од целиот Тиквешки регион. За жал, власта на Заев и СДСМ си го покажаа вистинското лице, затоа што после 3 дена расправа решија да не ги поддржат предлозите на ВМРО-ДПМН и коалицијата, кои што кратко ќе ги кажам. Прво, гарантиран откуп на грозјето. Второ, гарантирана цена која што ќе е 20% над производната цена, тоа значи некаде 18 денари по килограм, а не 2, односно 1,5 денар како што се откупува сега. Понатака зголемување на субвенциите по хектар од постојни 48 на 96 илјади денари, ослободување на земјоделците од плаќање на надоместок за земјиште како и надоместок за вода и најбитното, државен интервентен откуп на сето грозје кое што не може да се откупи заради ниските цени кои што ги имаат лозарите. Ова се всушност барања кои што ги има подолго време во ВМРО-ДПМН и коалицијата, кои што ги ветуваше Заев како опозиционер, а сега не ги решава. И ние единствено што побаравме да се издвојат десетина милиони евра од буџетот, кои што може да се најдат доколку се скратат оние непродуктивни расходи или намалат со вртење камионите во Рек Битола или не се купуваат цветни аранжмани, чоколади, фрстаци и така натака во владата, и тие средства се наменат за македонските лозари и македонските земјоделци. За жал, власта на Заев тоа го одби, со што го покажа вистинското лице, а тоа е дека не е на страна на народот, туку е на страна на зелената мафија. Ние ќе продолжиме да се бориме заедно со народот и затоа сме на терен, имаме образ да се појавиме пред луѓето и заедно со народот ќе победиме зелената мафија со која што шефува лично Зоран Заев. Благодарам.